Декември е клучен месец за бизнис. Ти речеш зошто? Затоа што имаш точно месец дена да седнеш и да направиш план како ќе изгледа цела следна година твоја. Дали има магија нешто у декември, што луѓето секогаш се навикнати, нели, пред новогодишни празници донесуваат одлуки, од наредна година ќе направам ова, ќе направам тоа. Дали е магија или можеби е само навика, не знам, но факт е дека периодот е идеален. Сега што планираме? Планираме да направиме еден голем настан, каде што ќе дојдат предприемачи покрај луѓето со кои што соработувам. Планираме овој пат да биде од отворен карактер, знаеш дека еднаш годишно тоа го правиме. Каде што ќе имаат прилика и други предприемачи да дојдат и да видат не само како работиме, кој е стилот, што работиме, кои се тие луѓе што доаѓаат нели на програми и останато. Туку планирам и да направиме овој пат не тренинг, значи ја ништо нема да продавам и да зборувам. Туку напротив ќе направиме една целодневна работилница каде што ќе ги водам луѓето чекор по чекор низ сите 4 нивоа у бизнис, ќе зборуваме кои се тие 4 нивоа по евро, нели? А ќе имате и работни книги пред секој еден, каде што ќе има чек листа како предвидливо го растеш бизнисот прво до €1.000.000 промета, подоцна и добивка. Ќе се препознаеш точно на кое ниво си, дали си на прво, па ти недостасува маркетинг и продажба. Можеби си на второ, па немаш експертски тим, немаш системи, немаш делегирање, немаш менеджмент тим, се мораш сам да работиш или си заглавен у оператива. Или си на можеби третото ниво, кај што имаш менеджмент тим, ама подобруваш перформанси, бркаш подобра ефикасност, намалување трошоци, зголемена продажба, премиум продажба, како god и да е. Или си можеби на четврто ниво, кај што сакаш цела година од цел промет од минатата година да го добиеш само во еден месец следната, како што тоа го направивме оваа година со групата на кои што се на Квантен скок. Или со кратки зборови кажано, поентата е да имаме пред нас чекори конкретни, задачи кои што треба секој ден да ги заврши, за да може предвидливо да оди од ниво во ниво, за едноставно да не прави хаос, стрес, па нервоза, па нели како работиме, нагоре, надоле, нагоре, надоле. Има работа, нема луѓе, има луѓе, нема работа и се останат. Сега, што е поентата? Поентата е кога ќе дојдат луѓето на тренингот, има список пред себе и он уште веднаш секој знае на кое ниво е и кој му се пропустите. Што сега правиме? Истиот ден до крајот на денот ќе направиме јасен план за следната година. Си поставува, знае на кое ниво сака да оди, нели? Значи, едно е ја да сакам, друго е дали компанијата е, да речеме, подготвена за скалирање, ако не е како, нели? И кога ќе си постават цели, кога ќе си постават план, знаат кои приоритети, кои работи треба да ги применат, нели, за да стигнат тамо предвидливо. Ти има ли смисла ова? Апсолутно. Би било ли корисно за тебе, например? Да, точно ќе си го нацртам путот за 2026. Јасно ти е, предвидливо ти е, имаш пример, не знам, 10 крупни задачи кои што треба да ги завршиш во текот на годината и знаеш, само си викаш, ова во јануар, ова во февруар, ова во март, ако тече идеално, имам уште 2 месеци луфт. Имам јасна цел што сакам да постигнем во 2026, потврдена не од моето лично мислење, туку и од другите што ќе бидат на настанот. Да. Па тоа е и убавината, знаеш. Обично на луѓето се скептици. Од страна сето ова убаво звучи. Нели, еве и сега кога зборувам, нели? Ама знам дека луѓето имаат една мана, недостаток, ама сите ние, и јас не, се луѓето проблематични, што обично не веруваме, нели, кога немаме доказ. Ние кога некој ќе ни го покаже патот и ни докаже, сите сме за, нели? Јас на шега им велам секогаш, дали кога би биле сигурни дека ќе ви помогнам за една година да го дуплираш бизнисот, дали би ми платили 100.000 евра и за една година ова да го направиме. Сите вика, па да, со сигурност, 100%. Кога би си бил сигурен, јас тој би го направил. И сега што е поентата? Ова го зборуваат луѓе кои што не се сигурни, а луѓето кои што соработуваат со мене, ова веќе го прават. Секако не е ова е сумата, но тие го прават, еве, 3-4-5 години веќе соработуваме со едните исти луѓе, нели? Токму затоа и они ќе бидат на самиот тренинг, каде што ќе ги споделат нивните резултати, предизвици со кои што се соочувале, можеби ментални бариери од страв, нели? Сакаш системи, се плашиш да не ти побегнат луѓето. Сакаш структура да направиш, си викаш чекај сега уште колку ли луѓе треба да вработам. Значи сите тие
главоболки или забавни прашања кои што ги имаме во главата, буквално тој ден ќе ги одговараме. Многу интересно. Како може да се пријави? Ќе има линк, ќе има кампања. Ако си на newsletter пријавен кај мене, супер, ќе добиеш имејл, известување. Ако не си, пријави се. Знаеш на aleksandarkočevski.com/newsletter имаш опција да се пријавиш. Ако не, тогаш може и под видеово, да под оваа епизода да го поставиме линкот, па може би и така ќе биде најлесно, нели? Сепак местата се ограничени, така да колку побар го одлучиш, толку е подобро. Кој сум си Чекам да кажат од Хилтон. Им побегнале 7 луѓе од работа и сега немам прецизен одговор. Не, одлично беше ова. Како? Одлично беше се. Да. Море, добро би звучало ако би било стварно реална конверзација, тоа се шо управа. Нели? Да. Па бе, гледаш убаво зборевме. Може и да се продолжи мовето, А како правиш, брат, тоа? А кои се чекорите? А зашто се чекорите? Ама чекај се, има 15 врсти бизнеси, како знаеш ти за свите? Тоа може да те прашам се. Ево уште сме. Сакам да прашам, мојот бизнес е во услужна дејност. Дали има врска, дали треба да сум трговија, производство, продажба или услуга? Да, баш интересно прашање. Може да се примени на сите видови бизнес или треба да се оптимизира? Прашањето ти е перфектно, затоа што верувам секој на почеток кога доаѓа или на тренинг, кога се запознаваме или кога одлучуваме, правиме муабет дали да се пријави на програми, добре да не. Секогаш ми викаат: знаеш, Александар, јас те следам, све ова верувам, да, окей, имам и луѓе со кои што соработуваш, нели? Ама не знам дали ова за мојот бизнес. И ќе кажат обично, ама знаеш, мојот бизнес е различен, не знам колку е ова применливо. Знаеш, ова има една теорија во која што јас верувам. А впрочем и науката така функционира, нели? Што тоа значи? Ако еден систем, ако еден обид, ако еден метод, методологија, не можеш да ја примениш на 2-3 модели, тоа значи дека не е систем, тоа значи дека не е методологија, тоа значи дека не е унифицирано. Што тоа значи? Дека имаме конкретна методологија, како го скенираме бизнисот, на кое ниво е, кои предизвици ги има, значи не работаме ништо случајно. Буквално ја претресуваме цела компанија, у сите 9 сегменти, утврдуваме слабости кои се за тоа ниво и точно се знае што треба да работи наследно. Не знам дали комплицирав малку или што, или со два збора кажано. Како знаеш дали нешто функционира, нели? Буквално ако имаш рецепт и кога секогаш го повторуваш работејќи го истиот рецепт, да имаш секогаш исти резултати. Тогаш се вика да имаме методологија. Е токму Mastermind програмот е конкретни чекори, конкретна методологија, која што ако тие ги чекори ги применуваш, нема шанса да немаш резултат. Тестирано е веќе на стотици луѓе. Прво у бизнисот мој, па после се на друго место. Што се случува со компании кои што немаат методологија? Дали на тој настан би им помогнале некако да ја развијат таа, дали би научиле нешто што би им помогнале сами да го направат тоа или би требало да дојдеме дополнително кај вас? Супер ти беше прашањето. И велиш, што правиме со компании кои што немаат методологија? Ја викам, и секоја компанија има методологија во некој сегмент. И супер ти е, еве, ќе направиме метафора. Ако имаме производствена фирма, они имаат методологија како нештото од репроматеријали, од суровини, од цртеж, од нацрт, од што и да е, како го произведува нештото и го дава како аутпут, како излез. Ако имаме, да речеме, еве, снимање на видео, еве подкаст епизода, како го да е. Си има методологија како тоа го правиш за секогаш да имаш ист резултат. Ако правиш различно, нешто нема да снима. Па дури еве рецептов за торта. Ако немаш, како да кажам, една методологија по кој што го спремаш тој рецепт и секогаш да биде секогаш подготвено на идентичен начин, а не да биде седнал еден гостин, не знам, истава храна е различно декорирана. Истава храна е еднаш поголема, еднаш помала. Па еден готвач правил, имаш една врста сервирано, друга смена, друг готвач имаш сосема подруга и тоа ги збунува луѓето, нели? Значи, што викаме дека е методологија? Нешто што на
идентичен начин го правиш и секогаш прави исти резултат. Нешто е интересно, у секој бизнис, у секоја компанија, постои методологија која што веќе ја применуваат. Што значи кога ќе поразговараме вака отворено со предприемачите и ќе пронајдеме некој сегмент кај нив тоа кога го прават, само одеднаш им доаѓа на ум, па да, па нормално, ние не би можеле да функционираме ако ја немаме оваа методологија. Сега што е разликата? Некој тоа го вика систем, некој тоа го вика методологија, некој тоа го вика принцип, некој само изразите се менуваат. Методологија постои, ама можда не е најправилна или најоптимизирана за се да биде. Зависи у кој сегмент на бизнисот им недостасува. Обично луѓето се добри во оператива. Да речеме бил програмер, работел за некоја компанија, бил фриленсинг и во еден момент отвора бизнис. И сега овој човек во неговиот мајндсет гласи следнава изјава: ако работиш честно, квалитетно, навремено, произведуваш добар софтвер, добар програм, што и да е, дека клиентите ќе те бараат. Заборавајќи дека тоа е само еден сегмент од цел бизнис, а кај ти е истиот протокол за продажба, истиот протокол за маркетинг, истиот фокус на испорака, нели? Истиот за задоволство на клиенти, како знаеш дали луѓето се задоволни, истиот у финансии, истиот за вработување, истиот за кариерен развој. Значи, у сите сегменти од бизнисот потребно ние да имаме една методологија, ама опфатени во сите сегменти. Да речеме, не знам, сервисер за возила, да речеме архитекти, дизајнери, што готи да е, било која индустрија. Секој има некој нацрт, некој терк на кој што функционира, ама претежно во оператива, во оперативниот дел, во техничкиот дел, а во останатите сегменти го занемаруваат. Само едноставно не им, како да кажам, ја немаат таа перцепција дека истото треба и тамо да го применат. Затоа, например, произведуваат супер, ама немаат клиенти. Има луѓе, има се, ама луѓето грешат, не стигаат рокови, се расправаат помеѓу себе. Тоа е тоа што недостасува. Значи, според тебе препораката е еден дел од продажниот канал, да речеме. Меѓутоа, ако сакаме бизнисот навистина да скалира и да расте, потребно ни маркетинг, потребно ни се други канали за продажба, потребно ни е испроизвод. Се зависи што сакаш да постигнеш. Ако ти си задоволен со ова што го имаш сега, во смисла продажени единици, остварен месечен промет или добивка или како и да е, ако некој е задоволен, супер. Но ако сакаш и го спремаш бизнисот да расте сам, без тебе, да не зависи секоја продажба од тебе, да не ја носиш секоја ти продажба, и сега те нема еден месец на одмор и готово нема клиенти нови. Или си зафатен, имаш некој период обврски и ако е цела продажба на тебе, автоматски цела фирма сето паѓа, нели? Кога спомна препораки, дури постои систем за земање на препораки. Ние секој ден препорачуваме нешто, нели? Препорачуваш молер, гипсар, не знам, чевли си купил, секој препорачува. Дури постои систем како предвидливо дали ти или твоите вработени да земаат препорака која што веднаш ќе можеш да ја искористиш. Инаку што е проблематично? Ако твојот бизнис се заснова на препорака, имаш контрола над продажбата? Ако некој те препорача, имаш месецов клиент нов, нели? Ако не ти препоруча? Немаш. И па како ќе поставиш цел? Нели викаш сакам да стигнеме до X, еве, да ја зголемам продажбата за 50%. Не е мерливо. Чим не е мерливо? А ти се заснова бизнисот на препорака. Од како ти знаеш дека ќе у истиот месец ќе те препорачаат 50 луѓе? Тогаш џабе поставуваме цели, нели? А кога би имал систем за земање на препораки, само тогаш би направиле, значи мене ми треба 10 препораки, од 10 препораки добивам, пример, 5 продажби, и тогаш имаме релевантни бројки кај што можеме да играме. Точно може да пресметаме што ни треба за да стигнеме до целта. Апсолутно. И препораката, поентата е само да го сватиме како еден продажен канал. Луѓето, например, мислат дека ако има продавница и продавачот, што му е пред него, тоа е продажен канал. Да, тоа е само еден. SEO е продажен канал, вебсайт е продажен канал, Facebook е продажен канал, Instagram е продажен канал, YouTube е продажен канал, препорака е продажен канал. Тоа се се повеќе различни извори како да ги донесеш на едно место. Нели, како викаат, сите патишта водат во Рим, сега рачна сите патишта се продажни единици, а поентата е да дојдат... Браво. Одлично. Каде можам да видам поише од твоите содржини? Дали снимаш и друг тип на вакви видеа или...
Во моментот, оној канал на кој што највеќе давам енергија, тоа е YouTube. Затоа што сметам дека кога имам време и кога снимам подкаст епизоди, се трудам секогаш да има содржина, да биде корисно, да биде спедено на едноставен јазик, а тоа ми го возможува само YouTube. И не одиме на виралност, дека ќе прегледаат 1000 луѓе, овона доволно е, не знам, кој што сака да пронајде материјал слободно, апсолутно YouTube е начинот на кој што можам најдобро да се изразам. Тој што бара сака упорен и сака да расте во бизнисот, може слободно да дојде на твојот канал и да се едуцира, дополнително. Знаеш како се е релативно. Пред неколку месеци ми се јавува Благица. Закажала бесплатна консултација. Не знам дали си видел на сајтот, имам бесплатна консултација, во смисла половина час е тоа, ако имаш нешто прашање што ти тлее, па сакаш да ти помогнам, нели? И се јавува, Благица се пријавува, сметководител инако од Скопје. Вика, немам начин, немам телефон, немам мејл, немам како да пристапам, вика, до тебе. Не ми треба консултација, вика, сакам да се видиме, да ти кажам фала. Викам, фала зашто? Затоа што, вика, те следам година дена, сум ги прегледала сите твои видеа и се она што го зборуваш, вика, се сеќаваш на серијалот, оној серијал, тој серијал, ми ги објаснува и вика, се што зборуваш, ја, вика, ја гледам епизодата, пауза, запишувам, пауза, запишувам, пауза, запишувам и размислувам како вели ова можам да го применам во мојот бизнис. Викам, супер, свака час одлично. Затоа, вика, ја ти се јавив. За да ти кажем фала, вика. Зашто? Затоа што во порано, вика, кој работе сметководство има по 1000-2050 евра максимум клиент за месечно паушал. Кој ја збореше ти емисијата за премиум продажба и понуда, вели, ја седнав и ја направив, отидов у IT2 компании, имам едната 4, другата 4.500 евра месечно ми плаќа. Дефинирав целна група, идеален клиент, вежбав родостанок, отидов кај нив, вика. Сега знаеш колку имам такви, вели? 80 и нешто проценти од фирмите со кои што сега соработувам, ми спаѓаат во идеални. Фала ти, вика, со тебе заработав 70.000 евра годинава. Сега, вика, уплатив одмор за моите родители, да идам малку на одмор. Јас и сопругот, вика. Ако ова не беше, вика, ќе останев кај што бев, вика. Работи по цел ден, нервирај се, никој не плаќа, вакви се клиентите, не брат, све си управо. Затоа, вика, сакам фала да ти кажам. И сега глед, кој го слушаш ти ова, изворно, нели? Дури, вика, ако сакаш ќе направиме епизода, ќе кажам, вика, еве, јавно, дека све ова што го зборуваш има смисла. И сега, дали вреди све снимање, подкасти и овона, за еден некој ваков што ќе примени. Нели, истава содржина ќе ја гледаат, пример, 100 луѓе, од тие 100, еден ќе го примени и ќе добие резултат, овие 99, после нова година, чекају понеделник, секој со своји толкувања. Значи, не е поентата дали ова функционира. Јас зборувам само од пракса што функционира. Што мене ми се случило и има резултат, или што на клиентот му се случило и има резултат, или некаде нема, па барем супер да научиме и од грешки, нели? Може би ти зборував премногу, ама сакав само да ти доловам важноста. Луѓето викаат, ако нешто не го платиш и ти е гратис, или не го имплементираат, или не функционира. Еве, гледаме во случајот со сметководителот дека тоа уствари функционира. Што е тајната? Што треба луѓето да направат за да може да поведуваат во тоа? Акција, да? Да, види, акцијата е многу лесна, кога знаеш што треба да направиш. Обично луѓето викаат, јас одолговлекувам, нели прокрастинирам. Некој ќе рече, знаеш, ја многу сум влечко, многу му ја тупам. Ја викам, нема шанса. Не постои човек кој што нема мотивација и не постои човек кој што одолговлекува. Постои само човек што не верува дека акцијата што ќе направи ќе му даде резултатот што сака. Секогаш ги прашам на тренинг, еве, нека крене рака кој сака да заработи 1.000.000 евра. Сите ќе кренат рака. Кој од вас е подготвен да оди следната година на 1.000.000 евра? Ќе крене неколку раца. Кој од вас сте подготвени да го промените вашиот живот и распоред, рутина која што имате, за да стигнете до тамо, уште малку ќе се намалат раце. Кој од вас сега верува, значи немаме детали, само прашање.
Кој од вас сега верува дека ќе стигне до таму? Уште помалку, уште помалку, уште помалку. Што ти кажува тоа? Дека многу малце од нив се спремни усвари да дојдат до таму и веруваат во себе. Браво. Тоа е поентата што рече, дали бесплатното има вредност или нема. Јас викам, кога на човек ќе му дојде или преку глава, доста е вака, нели? Колку пати сме се нервирале, почнуваш од почеток, се нервираш, стрес, и викаш, доста е вака, не оди, и почнуваш да нешто да менуваш. Или здравствен проблем, финансиски проблем, нервоза, стрес, проблемите од дома од бизнис ги носиш дома или како и да е. Значи мора да има некоја пресвртна точка кај што ќе ти дојде, речеш више доста е, дај да се средиме, вака не оди. Обично тој е моментот кој што го тражиме. Ако тој момент го нема човекот, дали платил, дали гледа бесплатно, дали не гледа бесплатно, нема ништо да примени. Значи, кога е човек подготвен да нешто примени, со пари или без пари, толеранцијата колкава му е. Ако има висока толеранција, ќе си живее цел живот и ќе ги трпи тие проблеми и никад нема да направи промена. Ако му е пониска толеранцијата, тука е разликата. Кај секој еден индивидуално, на термометаров дали е од 1 до 10 на 10 или е на 1. И обично такви примам у програм. На термометарот што му е над 7. Ако гледам дека не е спремен за акција, ја не сум факултет, па ќе учиме, ние сме фокусирани на примена. Најголемата наша вредност и цел тим што кој се функционираме, мојот тим, е резултат, а не филозофија. Што значи, ако ти имаш луѓе кои што имаат преголема толеранција, тој нема да направи никаква промена. Интересно. Дали тоа значи дека тие се твојот идеален клиент? Па да. Тоа е мерата. Тоа е мерата. Дали може да едноставно да го погоди моментот дека му е сега. И јас често им велам, види, мастермајнд е привилегија. Не мораш. Ти не го почна со мене бизнисот, ти не стигна со мене до овде, се сам си постигнал. Ако сакаш од овде да одиш понатамо, може и со мене побарго да биде и предвидливо, без нервоза. Затоа викам, мастермајнд е привилегија. Зошто привилегија? Затоа што имаш пристап до мојот ум. Имаш пристап до моето искуство, до моето знаење. Не секој се отпочнува бизнис така што ќе биде да проучува како мене економија, луѓе, модели. Значи, јас сум се фокусирал у своја област. Предприемачите се фокусираат у своја област. Сега, овие немаат време да заврши економски, па менеджмент, па коучинг, па чуда да работа, па да среди бизнисот. Затоа има пристап до мојот ум. Второ што е, викаме дека мастермајнд е привилегија. Зошто? Затоа што на овој затворен круг, како што сме 10-15 предприемачи, тамо имаш пристап до 10-15 различни предприемачи на различно ниво, кои што си помагаат едни со други, зборуваме брутала, детала, искреност, како Бранко што вика, поќе знаеш ти од мене него мајка ми, што значи тамо зборуваме за интимни, за проблеми, како сме ги надминале, разменуваме искуства, зборуваме за бројки, за детали. Како некој кој што не е подготвен, ќе го примиш у таков круг на луѓе кои што се на иста фреквенција, кои што сакаат да растат, да развиваат, да учат, да напредуваат. Ќе го расипи кругот. Тоа ти е како црв да си пикнал у јаболко, нели? Затоа викам, е привилегија, затоа што имаш пристап до мене и пристап до таков експертски тим. Кај ќе најдеш на една маса 15 луѓе кои што уживаат да ти го решат проблемот. Некој ти вика, не можем да најдам вработен. Како бе? 15 има кои што вика, како бе? Па ја имам. Еве како го решивме. Не можем да направам тоа и тоа. Како бе? Еве јас направив тоа и тоа. Или од друга страна, кажи ми, у кое друштво, со кои луѓе ти можеш да направиш разговор и да зборуваш за бизнис, еве. Можеш да ми набереш 5 луѓе од твое окружување, да седнеш и да правиш мовет за бизнис? Дури по клубови и евенти да идеш, се само бош мовет. А тројца да ми наброеш, не мора име и презиме, чувај ги за себе. Со кој што можеш да му се довериш, овде зезнав, овде должам, ова утепав, овде мислев едно, направив друго.
можеш да споделиш грешки у бизнис што си ги имал, ама она брутала, да научиме сите? Тешко. И се замисли да си у таков круг. 10-15 луѓе кои ќе ти вика, немој ова, пази. Ја го јадев, немој ти.